second. It seems another player is coming to Solveig's rescue. It's Novak Djokovic. Now this is truly unbelievable. Now the referee will give his verdict. It's in. Game is on again. Почитувани, добар ден и добро дојдовте во отвореното студио Вимблдон 2019. Ексклузивно специализирано поради преносот, ексклузивниот пренос на 1 ТВ кој оди од почетокот од 1 јулија ќе трае се до 14. Три ден, како што кажав, три ден можности и прилики за нови сензации, возбудлив тенис и атрактивни надпревари. Иако минатиот ден се комплетираше првата рунда, сепак не може да оцениме како атрактивна и возбудлива каков што тенис видовме уште на самиот почеток, уште на отворањето во Лондон. Вчера сепак и машкиот дел од турнирот остана без четвртиот носител Доминик Тим. На женскиот дел фаворитките без проблеми, исто и на машкиот фаворитите без проблеми покрај Доминик Тим. На машкиот дел кај дамите Мугуруза, Грбине Мугуруза остана кратко заврши приказната за неа на овој Вимблдон. Денеска почнуваме со централен терен од 14 часот, надпревар меѓу Моника Пуик и Каролина Плискова. 14 часот, првиот пренос на 1 ТВ, централен терен, како што кажав, фаворитка Каролина Плискова сите очекуваат во оваа втора рунда да помине тенисерката од Чешка без проблеми против оваа тенисерка од Порто Рико. Во исто време и Симона Халеп во романската пресметка со Михаела Бузарнеску играат од 14 часот. Можно е режисерот од Лондон да не пренесе со слика и на тој терен, доколку нели има атрактивни неочекувани поени, се бориме, нели се борат за поени кои и тоа како важни ќе бидат во овој втор надпревар денеска. На првиот терен исто од машкиот дел од турнирот Карен Качанов ќе води битка против Фелисијано Лопес пак од 15:30, но тој надпревар ќе биде во сенка, бидејќи пренос на 1 ТВ од 15 часот и 30 минути ќе имаме помеѓу Кайл Енмунд надпреварот против Фернандо Вердаско. Потоа од 17:30 доколку се мине како што очекуваме и надпреварите траат како што и очекуваат во Лондон без долги нели сервиси, гемови и останато. Последниот или предпоследниот денешен пренос на 1 ТВ ќе биде од 17:30 кога се очекува да стартува и бранителот на тронот Новак Ѓоковиќ во втората рунда против Денис Кудла. Тоа накратко е за она што денеска 1 ТВ ќе има можност да го пренесе на вас, почитувани љубители на тенисот, а денеска повторно јас нема да бидам сам во третото отворено студио по повод Вимблдон 2019. Друштво со мене заедно во отвореното студио е и Небојша Милутиновиќ, тенески тренер во Мондано, еден од нашите најпознати тениски тренери. Добар ден, Небојша. Добар ден. Како се чувствуваш за прв пат во отвореното студио? Многу добро, одлично. Мора признам, прво бев изненаден со поканата, но дефинитивно студиото изгледа феноменално. Мораше да имаме на некоја македонска телевизија пренос од Вимблдон, сепак е најголемото. Така, тоа ми е баше првото прашање. Колку за вас спортските работници кои се долго време се занимавате со тенисот е значајно и битно, корисно да еден ваков престижен Гранд Слем турнир го следите преку македонски телеканал? Многу битно затоа што одамна немало пренос на македонските телевизии на неофицијалното светско првенство во тенис. Сепак ова е најголемиот пехар што може да се освои во тенисот и мислам дека
стварно е жално ќе биде ако немаме каде да го гледаме. Не само ние, него и децата што играат тенис и сите љубители на тенисот. И стварно секоја чест за овој пренос и за студиото како изгледа и да ви се заблагодарам за оваа покана. Јас сум воодушевен, морам признам. Благодарам за убавите зборови. Ме интересира, Небојша, каков е вашиот прв печаток од она што се случуваше од првата рунда на Вимблдон поминати 2 дена? Па да бидам искрен, Стефанос Циципас не очекував да изгуби. Тоа ми беше така малку шок. Вчера за Доминик Тим некако бев убеден дека ќе изгуби, мора да бидам искрен, затоа што сепак Сем Куери игра многу добра игра за оваа подлога, за натревна подлога. Доминик Тим сепак е малку играч што може повеќе да покаже на поспорите подлоги, како што е на земја, како што покажа на Ролан Гарос. Играше финале на Ролан Гарос пред непол месец. Сем Куери докажа дека знае да игра на оваа подлога со победата над Џоковиќ пред 3 години 2017. Може би Доминик Тим не си ги искористи своите шанси, али тоа е тенисот. Ако не искористи шансата, многу е очигледно дека ќе дојде кај другиот после шансата и он се искористи, си победи. Александар Зверев исто така, морам да бидам искрен, ме изненади. Мисля дека ќе барем до четвртфинале би дошол. Така, станува збор за тенисери во топ 10, едни од најдобрите. Но не можам да го препознам неговиот стил. Дали уште се пронаоѓа себе си како играч, не знам, има сите можни карактеристики да игра на оваа подлога, висок е скоро 2 метра, има одличен сервис, одлични основни удари, волеот до некаде окей. Сепак бев изненаден од него, да бидам искрен. Тоа кај машкиот дел од турнирот. Што да кажеме за женскиот дел и особено оној прв надпреварувачки ден каде светот ја видео на нова американска сензација Коко Гоф. Значи девојката прво изигра како да игра 10 години на Вимблдон, како централниот терен да е за добро утро, така. Баш така. Грам емоција не покажа се до моментот кога него освои, него победи мечот, каде што сите видовме како емотивно изреагира. Игра против својот идол, Венус Вилијамс, така она изјави. Самото тоа што играш против вашиот идол на централниот терен на Вимблдон, мислам дека е доволно. Со самото тоа што победи, докажа дека сепак иднината е блескава за нејзе, само треба да продолжи да работи напорно, уште понапорно како што работела до сега и се надеваме на уште подобри резултати од неја, нормално. Така, за подетални анализи за она што вчера помина и што може денеска да очекуваме, ќе одиме после прилогот на колегата Огнен Дојчиновски или она што денеска не треба да се пропушти на Вимблдон. Коригов во моментов е тенисерката за која сите зборуваат. Американката родена 2004 година е хитот на овој Вимблдон откако како најмлада учесничка ја совлада највозрасната Венус Вилијамс во првото коло. Токму Вилијамс заедно со сестра и Серена, младата Гоф ги смета за своји идоли, а на таа листа американката уште ги врои ова и Медисон Кейс, односно Слоу Стивенс. Па така, доколку денеска 15 годишната Гоф од 17:30 часот ја совлада Руба Рикова од Словачка. Многу лесно може да се случи во следните рунди да се сретне со уште некоја од своите идоли, што нормално ќе биде повод за уште една можна сензација. На Гоф јавноста и предвидува светла иднина, а младата американка очигледно дека знае како да се носи со тој притисок, а воедно и да се представи во најдобро светло на најдобро можно место, на неофицијалното светско првенство во тенис на Вимблдон. Австралиците секогаш имале свој добар настап на Вимблдон и се поприлично горди на тоа. Од Џон Њукомп и неговите 3 титули во минатото па се до мустаките на Џордан Томсон годинава. Томсон загуби вчера од Кириос, но не се заминува. Дел од турнирот во двојки заедно со ветеранот Лейтон Хјуист. Се среќава денеска со индискиот двоец Недучијан Ража. Кога ќе се спомене Швајцарија во тенискиот свет, секако веднаш се помислува на Роџер Федерер. Сепак Станислав Вавринка и тоа како има со што да се пофали иако секојаш бил во сенка на Федерер. Тој доаѓа на годинешниот Вимблдон во обид да го комплетира квартетот титули на сите Гранд Слем турнири. Веќе има победи на Австралијан Оупен во 2014, на Ролан Гарос во 2015 година и на US Open во 2016 година. На Вимблдон најголем успех му е четвртфиналето од 2014, односно 2015 година, што секако е успех, но е далеко од титулата. Доколку му појде од рака на Вавринка, ќе биде само четвртиот тенисер кој ги комплетирал сите Гранд Слемови од оваа генерација тенисери, секако по Џоковиќ, Федерер и Надал. Денеска тој го игра свод надпревар против американецот Рајли Опелка, а докаде ќе истурка на годинешниот Вимблдон, останува да видиме. Каролина Плишкова е тенисерка која не крие дека сака да игра на трева и дека тој е омилена подлога, но сепак нејзиниот скор во моментов на овие услови е повеќе од скромен. Втората рунда за сега е максимумот за Плишкова и редно е таа да истапи од комфортната зона што се вели и да го направи потребниот чекор кон до подобар резултат.
Има добра подготовка пред Вимболдон и освои титулата во Избурн, победувајќи ја во финалето Анжелика Кербер со 6-1 и 6-4 и тоа на трева. Тренер на Плишкова во моментов е шампионот на Вимболдон од 1994 година Кончита Мартинес, а противникот во второто коло е порториканка на Монита Пуик. Домакинот на овој турнир го најавува денешниот дуел помеѓу домашниот Кайл Едмунд и Фернандо Вердаско за влез во најдобрите 32 како дуел на веројатно двата најдобри форхенди. Но го мина еден од нив е и некогашниот Гренслем поменик Мац Виландер, кој смета дека форхендот на Едмунд е најмокниот во денешниот тенис. Други пат сметаат дека Вердаско е оној кој најсилно и најдобро го удира топчето на овој начин и дека неговиот форхенд има уште повеќе слајс во себе и е многу поопасен. Почитувани, добро дојдовте назад. Трет ден Вимболдон, трет ден отворено студио ексклузивно на 1 ТВ за сите случувања од овој тениски трет Гранд Слем турнир оваа сезона. Заедно со мене е, како што кажавме, Милутиновиќ, тениски тренер од Мондано. Почнуваме со она што вчера остави најголем печат кај машкиот дел од турнирот, а тоа е што љубителите на тенисот нема да може да го следат четвртиот носител, австриецот Доминик Тим, кој според вас, како што кажавте, па и очекувано можеби загуби од американецот Сем Куери со 3-1, но според многумина пак никој не можеше можеби да претпоставува уште на самиот старт дека еден ваков тенисер од топ 5 четврти носител дека уште во првата рунда ќе ја заврши приказната на Вимболдон. Така, јас си кажав искрено, очекував, јас сум голем навигач на Тим. После Џоковиќ ми е вториот омилен играч, да бидам искрен. Затоа подетално знаете и така знаете што може да очекувате од. Така, неговата игра на вистина не е за тревна подлога. Игра доста поназад. Не можам да кажам дека е дефанзивен, но не е повеќе што треба офанзивен за оваа подлога. Излага на волеј кога треба да излезе, сервисот му е одличен, но му е со многу повеќе ротација, не може да кажеме до толку да ја удри силно за да добие да некој ас. За разлика од него, Куери феноменално го користи сервисот, феноменално излага на волеј кога треба, поофанзивен е, удира за да удри што се вика и си ги искористи шансите што е најбитно. Доминик Тим мислам дека имаше 6 или 7 брейк топки, ниедна не искористи, Куери се искористи единствената, си го зема тој сет многу битен за да изрем ни 1-1 во тајбрейк, си го направи брейкот за 2-1, четвртиот сет самиот резултат ви кажува 6-0, за да му направиш ти на било кој играч, особено на четвртиот играч во светот, сетот 6-0, или си погодил се што си требал да погодиш, можеби Доминик Тим веќе во главата бил изгубен, сепак изигра финале Ролан Гарос, различни подлоги, различна игра, можеби емотивно истрпен, кој знае за тоа не можам да кажам јас, но сепак мислам дека за мене беше заслужена победата максимално на Сем Куери. Кога ете еден ваков голем фаворит, американецот Куери успеа да го елиминира уште од самиот старт, каква иднина може или што може да очекуваме следно од него со оглед на тоа сега има полесен и тоа како противник во втората рунда против Рублев? Рублев е млад играч што за мене има две страни. Може да се појави да изигра феноменален тенис, да не сгреши ни еден удар, може да се појави другиот Рублев да не погоди едно топче, едноставно да изгуби 6-1 од било кој играч. Така да многу е битно да видиме кој Рублев ќе се појави на теренот. Дечкото ги удира сите топки со 150% од силата што има, али проти него ќе биде Сем Куери кој што на истиот начин игра. Рублев, ќе кажам, пак е многу млад, за неговата возраст доволно искусен, но можеби не искусен доволно како што има искуство Сем Куери. Сепак да не забораваме го победил Сем Куери Џоковиќ на истиот овој турнир. Така да дали тоа искуство може да биде пресудно, дали можеби ќе биде порелаксиран Сем Куери. Јас мислам дека Сем Куери ќе победи. Пак ќе си кажам моја мислење, најавам за Рублев. Си го сакам дечкото, многу добро игра, се надевам дека ќе може да му се реваншира за победата против вашиот фаворит. Сега следно одиме да видиме што има да им соопштат нели на спортската тениска јавност веднаш по надпреварот Доминик Тим и Сем Куери. Направив неколку грешки на стартот кои направија да се мачаме и кои му дозволија на противникот да се здобие со предност. Тешко да се разбере, како јас имав 6 брейк топки кои не ги искористив, а Квери имаше само една, и истата ја искористи. Противникот ги искористи неговите добри поени за да добие самодоверба,
а мене ми беше тешко потоа да се вратам во позитива. Се уште, има некои работи кои морам да ги научам кога станува збор за трансформацијата од играта од земја на трева. Вкупно за мене минатата сезона и оваа имаме одиграно 4 меча на трева, што е малку во секој случај. Доста голем дел од сезоната се игра на земја и тоа едноставно ме исцрпува физички и психички. 6 недели минати на земја на подлога, а потоа пристигнав тука да играм на трева речиси без да се подготвам. Играв против квери, противник кој сака да игра на трева. Реално и не е можно да се играат повеќе мечеви на трева, а како јас да се подобрам, ќе видиме во иднина. Клучен момент во мечот секако беше тоа што тим имаше 6 брейк поени и не ги искористи. Јас имав една единствена таква и искористи. Ми се случувало во кариерата да биде обратно, токму јас да бидам губитникот во ваквите ситуации, но ете сега ми се посреќи што се вели. Да, доше да се започне турнир против еден од најголемите фаворити, но на Вимблдон се чувствувам одлично, сакам да играм тука. Имав пауза од 3 месеци поради повреда на стомакот, па ете полека се враќам во ритм. На Вимблдон да имам забележано победи против Новак Џоковиќ, да речем. Сакам да играм на оваа подлога и може да се каже дека се чувствувам како поинаков тенисер, отколку на некој друго место. Од друга страна ми се допаѓа тоа што тенисот е индивидуален спорт, што на терен си сам и сам мораш да ги донесеш одлуките. Да, постои тренинг процес во кој нормално не си сам, но оној дел на терен во кој зависи се од себе, лично најмногу го сакам. Тоа беше за првото изненадување вчера кое имавме прилика да го следиме и да го видиме од овој вториот надпреварувачки ден, впрочем крајот на првата рунда. Сега одиме со фаворитите и очекуваните победи на Рафа Надал и Ник Киргиос. Овие двајца противници пак ги чекаме ѓусебна средба сега во втората рунда. Рафа Надал очекувано дојде до својата победа против јапонецот Сугита во 3 сета 6-3, 6-1, 6-3. Така е, како што рековте, очекувано, рутински. Сугита не е играчот што може да му направи проблеми на Надал. Сугита пред 2 години беше 36 во свет и во таа форма пак мислам дека резултатот со гем плюс минус ќе беше истиот. Надал рутински си се загрева за мене, си изигра што требаше да се изигра, не потроши ни атом повеќе од силата што требаше да ја потроши. Наредното коло ќе биде доста интересно, затоа што сепак имаат некоја интересна историја помеѓу нив Надал и Киргиос. Последниот меч го играа во Акапулко оваа година 2019. Надал имаше 3 меч топки во третиот тајбрейк, не ги искористи. Киргиос можеби малку како што сака да драматизира во тие последни поени драматизираше со судијата, се објаснуваше натака навака правеше. Го победи тој меч. Надал изјави единствениот меч годинава што го има изгубено благодарение на самиот себе тој меч, така да мислам дека ќе сака да се одмазди, затоа што сепак така и меѓусебните пресметки се изедначени, 3 победи на Надал и Киргиос, но Киргиос пак вчера имаше навистина тежок надпревар против Томсон, 3-2 во 5 сета дури чекаше да го реши овој надпревар, па дали тоа може нешто да му влијае врз веќе утрешниот надпревар со Надал? Па јас мислам дека не би требало да влијае, затоа што сепак се физички беспрекорно спремни и они знаат колку толку дека можат секој меч да го играат во 5 сета за да стигнат до тоа финале ако сакаат да го освојат турнирот. Ако мисли дека еден сет од 5 сета ќе го измори, тогаш не треба да се појави против Надал кој што може да игра 24 сата без престани, јас мислам на истото ниво. Многу е битно Ник Киргиос да успее да се контролира, да ги контролира тие емоции што ги имаат сепак. А тоа што поретко успева па да ги така контролира. Така е, некако веќе ги преминува границите на симпатична драма што имаше претходно. Се повеќе и повеќе испади кои што мене искрено не ми се допаѓаат. Видовме сега во Квинс пред недела дена, изгуби од Шаповалот, ако не се лажам, го фрли ракетот преку публиката, падна кај што се шетаат луѓе, не дај Боже можеше да удри некој по глава. Али јас сме здрави живи, јас мислам ако ги исконтролира тие емоции, он е феноменален играч, талентиран, ги има сите предиспозиции да биде одличен, но се зависи од него. Колку дозволува големата сцена да се однесувате на вакви надпревари така? Бидејќи такво слично сценарио како што сега Ник Киргиос го прави и она војна со зборови, нели, наследните ривали, посебно сега со пресметката против Надал, колку големата сцена, тениската сцена го трпи тоа? Па јас мислам дека ако некој не го трпи тоа, баш тениската сцена не го трпи, особено не Вимблдон. Ако има некој испад на Вимблдон, не би ме чудело и некоја суспензија повеќе месечна да добие. Јас се изненадив што не доби некоја месечна суспензија за фрлањето на ракет во Квинс сега пред недела дена.
али се надевам дека научил лекција од тоа што го направи, дека сега ќе се исконтролира и нема да има некоја бурна реакција од негова страна. Така, емоциите настрана, колку Киргиос има квалитет да се носи со еден Надал, за кој знаеме дека и тревата баш и не му е омилен терен. Па дека има квалитет, има дефинитивно Киргиос. 3-3 меѓусебни дуели, тоа кажува многу за него. Ги има победено и Џоковиќ, и Федерер, а релативно млад, 24-5 години, ако не се лажем, ги има победено како 21-22 годишен. Така да се зависи од него нормално за неговата игра, али јас мислам дека Надал ќе си победи. Искрено се надевам дека ќе биде така, зашто Вимбелдон без Надал сепак е шампион на Вимбелдон, двократен, треба да победи, да си оди понатака и да се надеваме полуфинале Федерер Надал повторно да гледаме еден спектакл. Тоа мора да подсетиме дека тој дел од турнирот оди на доколку се биде како што треба и фаворитите успеат да дојдат веќе полуфинале, евентуално полуфинале очекуваме меѓу Надал и Федерер или Киргиос. Ништо не можеме да предвидиме дека не дојде утрешниот надпревар. Сега ќе одиме накратко за она што има да ни посочат 20-та тенисери пред нивната утрешна пресметка. Ник Киргиос и Рафа Надал по нивните вчерашни победи. Кога имам проблеми со колената, тоа дефинитивно ме прави неспособен да играм на трева тука на Вимболдон. Кога играш на ваква подлога, мора да имаш полна контрола на твоите движења, да си силен во колената пред се. Сепак, сметам дека за мене тревата како подлога и не е најтешка за играње, туку е тоа тврдата подлога. Во моментов на среќа немам такви проблеми и добро се чувствувам. Што се однесува пак до самиот меч против Сугита, мислам дека првиот час од мечот беше навистина тежок. Во еден момент загубив 11 поени поред. Се соочував со 30 топки за противникот, а тоа на трева не е воопшто лесно. За моја среќа успеав да ги добијам тие неколку поени, потоа да ја вратам ситуацијата во моја полза, а потоа беше полесно. Се на се за мене е добар старт на овој турнир, со оглед на фактот што има противник кој знае да игра тенис. Следен мој противник е Ник Киргиос, играч кој има сериозно голем талент во себе и кога игра против топ противници секогаш има желба да се докаже. Во такви мечеви тој е многу сериозен противник. Како за ривал од второто коло, Киргиос е сериозен предизвик. Се познавам со Томсон речиси целиот мој живот. Игравме еден против друг од најмала возраст. Знам колку е добар. Знам дека сака да игра на трева и ова беше тежок меч за мене. Искрено вака одамна се немам заморено, одамна не сум играл вака долг меч. Јас нема никогаш да се променам, како карактер или како тенисер. Вака играв и се однесував и кога имав 12 години. Тоа сум јас и знам дека кај навивачите предизвикувам различни реакции, но тоа е мојот начин на сваќање на тенисот, јас секогаш излегувам на терен да се забавувам. Следниот меч е оној против Надал, секогаш интересен за сите. Тој е еден од најдобрите на сите времиња и јас би бил аутсайдер во тој меч. Секако дека ќе имам доста инспирација во мене и желба за победа. Знам дека доколку играм како што знам и можам, ќе обезбедам триумф против Надал. Така тоа беа фаворитите кои вчера успешно ја мина првата рунда, веќе во втората ги очекуваме и меѓусебно да се сретнат. Сега одиме со оној втор фаворит на овој турнир, Роџер Федерер, кој вчера имаше исто така лесен надпревар и успеа во првата рунда да го елиминира јужноафриканецот Лојд Харис, 86-тиот тенисер на ATP ранг листата, но интересно пак Харис успеа да му оземе па и еден сет на Федерер. Така е, јас... И тоа првиот, така. 6-3 во првиот, потоа рутински Федерер до крајот 6-7, 6-2, 6-2. Можда и подобро да не му го земеше тој сет како да го налути. Самиот Федерер изјави дека му требало време да се навикне на подлогата, на играчот. Дали подлогата може да му е побрза или не, верувам. Немаше ни еден нас сервис у првиот сет. Така да си ги искористи Хари шансите, но веќе си сосвести се врати Федерер што го знаеме, вториот, третиот, четвртиот, 6-2, 6-2, 6-7, доста рутински, сервис волеј, слайс, убитачен форхен како што знаеме Федерер има, ќе заврши работата. Мислам дека можеме да очекуваме дефинитивно Федерер до полуфинале стигне сигурно. Не гледам некој што може да му застане на патот, со оглед на тоа дека Алекс Зверев веќе испадна, можеби он ќе му беше да кажем најголем противник, али со него мислам немаше да има проблем. Првиот сет, мислам дека цела тениска јавност ја изненади дека го зема Харис, но сепак на крај на денот си победи Федерер, си се спрема и си отиде во второ коло. Така, но сега доколку Федерер продолжи понатаму, одат па оние противници кои всушност ги елиминира и Циципас и Зверев, тука е и Весели и Фабијано. И Фабијано, така.
Така. Колку со нив пак можете да се носи и каков тенис преферираат да играат овие двајца? Па, видовме како тенис може да изиграат. Дефинитивно победија многу подобри играчи од нив у топ 10 што се. Фабиано изигра 5 сета. Дали е исцрпен, не верувам дека е исцрпен. Сепак, можеби емотивно е повеќе исцрпен, сепак голема победа е таа за него. Ири Весели не верувам дека може да направи некаков проблем, али сепак никогаш не можеш да ги отпишеш, мораш да му дадеш и малку шанси. Али го гледам Федерер како Ќе го исплата огромен. добро Федерер за евентуално полуфинале со Надал? Па да се надеваме дека ќе го исплатат. Добро, Да се надевам. колку има моќ Федерер веќе долго време на тениската сцена, уште колку долго ќе го гледаме овој? Па јас се надам ќе го швајцарски гледаме што е можно подолго, затоа што човекот е уникатен, игра тенис како што било замислено тенис да се игра, користи слайс, користи сервис волеј, премногу е брз на теренот, одлична антиципација има за тоа дека има 37 години. Се надевам ќе го гледаме и преку 40 кога ќе има, секоја година се ја модифицира својата игра, затоа колку му се неговите можности, сепак не очекуваме на 25 години како што трчал и сега да игра, затоа и ги крати поените, многу повеќе оди напред и се надевам дека ќе го гледаме уште долго време. Така, и во одлична форма е Така. тоа, покажуваат и трите титули освоени оваа година. Но во второто коло Федерер оди на Джей Клерк, или Джей Клерк оди пак на Федерер. Ова е млада британска надеж, 20 годишен тенисер, за прв пат ќе дебитира на големата сцена пред својата публика. Па за прв пат дебитира во сингл конкуренција. Пред 2 години јас си пратам и во двојки како играат, особено на Гренслемите. Пред 2 години тоа значи имал он 18 години, тазе полнолетно дете со неговиот, како се викаше партнер, мислам Маркус Вилис, ги победи Николас Маху и Пиер Ерберт, што беа бранители на титулата и втори носители на Вимблдон. Сепак се е британско дете, публиката ќе биде на негова страна, колку и да го сакаат Федерер, сепак има некое непишано правило дека ќе навиваш затоа што е послаб за да биде подолг мечот, да гледаш поубав тенис. Ќе биде на централен корт сигурно, затоа што е Федерер, ќе осети таа атмосфера, ќе осети како е да се игра на Вимблдон против Роџер Федерер. Се надевам дека тоа ќе извади некоја додатна мотивација од него, не дека му треба мотивација за тој надпревар, барем да биде по неизвесен меч од колку што е можно подолго. Така, за такви надпревари се живее, се работи. Така. Верувам сите млади тенисери кај нас кога ќе погледнат какви се тенисери од светот ќе се играат на големата сцена, можам да претпоставам каква желба им се јавува, па уште веднаш да се активираат на нашата тениска сцена, која тука би те запрашал колку си ти задоволен од она што Македонија го има, како услови и развивање за тенисот. Па јас можам да кажам дека сум до некој ниво задоволен затоа што имаме клубови, имаме терени, има деца, играат, сакаат да играат. Доаѓаме до некој ниво, до јуниорско ниво, до 14-15 години, евентуално 16, каде што стварно имаме одлични резултати. Наредниот чекор што треба да се направи, тоа е проблематичниот чекор, затоа што бара многу повеќе финансии, бара многу повеќе противници, различни. Треба да се оди надвор од државата, да се играат турнири, тоа си зима огромни трошоци. Мислам дека тука е тој проблем каде што не сме доволно финансиски моќни, нема доволно спонзори, не сме доволно искомбинирани како клубови, како федерација. Се надевам се подобро и подобро ќе станува, со некои проекти сигурно може тоа да се зголеми. Децата ги имаме, тренери имаме, терен имаме, желбата, колку што знам, ја имаме. Сега само наредниот чекор што е доста голем и битен, само да го направим. Така, верувам во подобри времиња, а сега останува да се радуваме на она што ни го пружи големата цена, поточно во Лондон, Вимблдон. Одиме со ставот на Роџер Федерер веднаш по вчерашната победа. Не можам да кажам дека се чувствувам нервозно пред првиот меч на Вимблдон годинава, но ето има некое посебно чувство кога ќе дојдеш тука. Не можеш веднаш да се прилагодиш затоа што ситуацијата е различна, терените се различни. Топчето тука поинаку отскокнува и не знаеш дали и кога има дополнителен спин. Ова беше тежок меч, не можев да се прилагодам. Мислам дека немав ниту еден ас сервис во првите 2 сета. Имав само 2 месечини во првите 3. Сервирав лошо, не ги погодував потребните точки, а или па Харис знаеше што прави. Изненадувачки од друга страна што играчи како Тим Циципас Зверев испадна уште во првиот круг, иако сите ги сметаат за фаворити.
Очигледно е дека не е битно кој противникот на овој турнир, од секој меч може да излезе посебна приказна што се вели. Надал се мачеше против својот противник, мене не ми беше лесно. Како што напоменав првата недела на Вимбелдон, вистински ги тестира твоите вештини, твојот капацитет, твојот пристап на играта. Конечно, на многумина ова не им е омилената подлога, што се однесува до мој среден противник, на вистина не ги познам ниту еден од момците, Ноа Рубин или Джей Кларк, кој да победи во тој дуел. Се враќаме назад и продолжуваме за она што денеска не очекува на машкиот дел од турнирот на Вимбелдон. Пренос на 1 ТВ од 15:30 ќе имаме помеѓу Кайл Едмунд и Вердаско. Надпревар интересен бидејќи станува збор за двајца тенисери кои се меѓу од 30-тото до 40-тото место. Кайл Едмунд според статистиката или рейтинг поените на ATP важи за 30-ти носител, додека Фернандо Вердаско е 37-ми тенисер рангиран на светот. До сега имаат 2 дуели одиграни, 2 победи Вердаско. Рим 2019 и Виена 2018 од големите турнири. Тоа сепак се победи на различна подлога. Рим се игра на земјана подлога, каде што Вердаско е каде поудобен, се осеќам многу подобро на таа подлога. Виена е на тврда подлога и таму исто Вердаско, сепак е тоа минатата година. Така. Може минатата година Кайл Едмунд беше во подобра форма, мислам дека најголемиот ранкинг му беше 18, ако не се лажам минатата година. Он е прво рангиран британец, најдобро рангиран британец на ATP, што сигурно ќе значи огромна поддршка од домашната публика. Енди Мари е повреден, не можеме него да го земеме како најдобар британец сега за сега. Вердаско е далеко од своите најдобри години, но физички безпрекорен, игра одличен тенис. Мислам најнеизвесен меч за денеска ќе биде од машката конкуренција тој. Не би можел да извам фаворит. Може би Едмунд би му дал малку повеќе шанси дека е домашен играч, домашна публика. Вердаско е поискусен, па и тоа искуство ќе го земе он, ќе го земе во предвид кај него. Сепак некако 50-50 ми е за кој ќе победи, не можам да кажам кој би бил победникот на овој меч, али ќе биде сигурно интересен тенис да се гледа. Колку овие двајца тенисери, бидејќи паметиме во минатото, знаат и тоа како да им бидат препрека на фаворитите или тенисерите од топ 10, колку на овој турнир можат овие двајца тенисери во продолжение или понатаму да им создадат проблеми? Па се надевам ќе создадат, затоа што мислам дека тениската јавност сака многу повеќе да има различни играчи, да не бидат само тие што веќе ги знаеме, Федерер, Надал, Џоковиќ, иако новиве генерации доаѓаат, има доста нови играчи, но мислам дека сепак се лимитирани за тоа колку може да им направат проблем на големата тројка, да ги наречам. Се што е над четврто коло, мислам дека е одлично и за двајцата. Вердаско најдобрата форма до четвртфинале, најмногу има стигнато, така да не верувам дека ќе го повтори тој успех оваа година. Сепак лимитирани шанси имаат, особено против големите. Вимбелдон, самиот турнир, овој надпревар го најави како дуел на силни форхенди на централниот терен. Така е. Колку се во право и колку можеме од тоа денеска да очекуваме и да го видиме на теренот? Па во право се, сигурно се во право со тоа што Вердаско е левак, така да неговиот форхенд киде повеќе на бехендот на Едмунд и обратно форхендот на Едмунд киде повеќе на бехендот на Вердаско. Но сепак, според мене, Едмунд многу посилен форхенд, многу порамно ги удари, ако доволно топ спин. Вердаско повеќе сака прецизно да го отвара теренот. Ќе биде интересно. Се надевам дека Едмунд ќе победи. Би сакал он да победи, за да има повеќе британци во главниот ждреб што може да играат и подалеку. Публиката да биде уште по-пеколна да играш против нив. Но сепак мислам дека мали детали ќе одлучуваат кој ќе биде победник. Така веќе имаме и денеска што стартува надпревари. Интересен е надпреварот меѓу Вавринка и Опелка. 1-1 е моментално во сетови. Првиот сет му припадна на Опелка. Иако љубителите на тенисот очекуваат лесен надпревар можеби за Вавринка во оваа втора рунда. Куевас весели исто така 1-0 за Куевас. Кецмановиќ губи со 2-0 од Пиер, французинот. Тоа се моментално надпреварите од фаворитите кои денеска ги имаме на агендата на Вимбелдон. Тоа што 1 ТВ денеска ќе го пружи е третиот пренос од 17:30 машкиот дел на централниот терен во Лондон. Тоа е надпреварот меѓу бранителот Новак Ѓоковиќ и Денис
Кудла. Новак Ѓоковиќ очекуваат нормално и овој надпревар да биде лесен залак за србинот, бидејќи игра против еден американски тенисер кој тоа како е далеко од квалитетите на Ѓоковиќ, а и според она како котира на ATP ранглистата на 111-тото место. Што има Милутиновиќ да каже за овој надпревар и едно ваше очекување? Очекувам лесен надпревар, да победи Ѓоковиќ доста рутинирано. Второ коло е, во прво коло видовме уште во првиот гем, он што го изигра против Колшрајбер, направи брейк Колшрајбер, после се врати Ѓоковиќ и го победи рутински мечот. Сепак мислам дека можеби со Колшрајбер потежок му беше мечот него сега што ќе биде со Кудла. Рутинирано ќе си пробува удари, ќе си пробува неговата игра да игра. Не верувам дека ќе се изнамачи многу и дека ќе потроши повеќе од тоа што му треба да потроши за да го добие мечот. Сепак лесен меч за него, би бил многу изненаден ако не е така. Така, што понатаму може да очекуваме од Новак Ѓоковиќ, бидејќи важи за фаворит број 1, атакува на пета Вимбелдон титула, досега наистина импресивни 15 Гранд Слем титули или вкупно 73 титули во кариерата. Ја очекувам дека атакува да го освои Вимбелдон. И секогаш посебно мотивиран, како што знае да каже Новак Ѓоковиќ, но според она што го очекува и според ждрепката, каде би можел да има најголеми проблем? Па според ждрепката и според ранкингот најголеми проблеми требаше да има од тим кој што веќе испадна. Многу голем плюс е тоа што во другото полуфинале би требало да играат Надал и Федерер, така да еден од нив како и да е нема да му биде противник барем во финалето. Може ти е доволно да се исцрпат за да има плюс повеќе Ѓоковиќ во финалето. Не гледам некој Сем Куери дека го победи Доминик Тим, ќе повторам пак го победи веќе Ѓоковиќ на Вимбелдон, можеби тој да му биде малце попроблематичен меч, али не верувам дека има некој во ждребот што може да му направи проблем до финалето. Така, очекува нормално и Александар Зверев и Циципас да бидат присутни на патот на Новак Ѓоковиќ, но ниту тие двајца не се. Така да сега одиме со краток блок реклами пред да преминеме и на женскиот дел од турнирот. Почитувани, добро дојдовте назад. До сега имавте прилика да видите за она што вчера остави посебен печат на вториот ден од Вимбелдон на машкиот дел од турнирот и за она што всушност следува денеска. Сега одиме на женскиот дел од турнирот кај дамите. Вчера очекувано победа бранителката на титулата Анџелик Кербер во германската пресметка со Марија Татјана 2-0, 6-4, 6-3. Колку Кербер сега како пета носителка на овој турнир има шанси да ја одбрани да го одбрани тронот во Лондон? Па јас мислам дека има големи шанси, со оглед на тоа дека и вториот носител Наоми Осака изгуби во првото коло, така да една препрака помалку. Бранител на титулата е така да кој да е носител, сепак таа е девојката што треба да ја победите. Јас мислам дека има одлична игра за на Вимбелдон, игра офанзивно, верува во себе, агресивна е, емотивна. Мислам дека има се што треба да победи. Јас се надевам дека ќе победи, искрено најавам за нејзе. Леваке, што е додатен проблем за другите деснаци, ако би кажал. И мислам дека до финале би требало да стигне. Сега за до финалето, па и тоа како ќе биде тежок патот, бидејќи можеби не сега во следната или второто коло каде ќе оди со пресметка против Лаурен Дејвис, но потоа, доколку мине како според очекувањата, можни надпревари се против Карла Суарес Наваро, а потоа и Серена Вилијамс може на патот да иззастане, па и првата носителка и број 1 моментално Ешли Барти. Со Лорен Дејвис не верувам дека има проблем. Мислам дека ќе си победи рутински. Карла Суарес Наваро мене ми занади дека и вчера победи Саманта Стосур. Саманта Стосур е веќе ветеранка, долго време во тенисот. Мислев дека ќе победи она. Карла Суарес Наваро не игра тенис кој што одговара за оваа подлога, така да бев изненаден. Кербер ќе си ја победи, не и за мене ако ме прашуваат искрено. Серена Вилијамс Кербер ќе биде одличен меч. Не можам да кажам во каква форма доаѓа Серена Вилијамс на овој турнир. Добро, и непредвидливо игра Серена така е. Последниве 2 години, но пак знаеме колку е посебно и специјално мотивирана за ваквите големи Самото име гренстени. Серена Вилијамс кажува се што треба да се каже за неа.
ќе биде одличен меч. Мислам дека Кербер ќе победи. Ешли Барти само што го освои својот прв Гранд Слем на Ролан Гарос, доаѓа како прва носителка, подобро време да игра на Вимбелдон, не гледам дека кима, само уверена влегува во новој турнир. Тоа би бил одличен меч, но повторно би дал поголеми шанси на Енджи Кербер да победи. Така, да видиме сега што имаше на тениската јавност, да им соопшти како беше всушност ставот на бранителката на титулата во Вимбелдон, германката Анџели Кербер. Секако дека како бранител на титулата бев нервозна. Да се излезе на главниот терен на Вимбелдон, да се отвори овој турнир не е едноставно. Особено како бранител на титулата. Многу емоции, многу импресии од минатата година, но овој пат не уживав во нив, туку уживав во самиот надпревар, во поените. Да, беше добар меч за мене, но со доста нервоза на стартот. Не е лесно било каде да дојдеш како бранител на титулата, но на Вимбелдон тоа е нешто посебно. Да се биде дел од ова е неверојатно искуство. Дојдов тука и годинава моето име го има меѓу победниците. Мои фотографии се меѓу легендите на овој турнир. Тоа е нешто посебно. Бев подготвена за ваков меч затоа што ја знам Марија доста добро. Дури и неколку пати трениравме заедно во минатото. Таа игра доста специфично, со слайс удари на обете страни. Мораш да си сконцентриран и трпелив цело време. Не смееш да се опуштиш. Се вкупно ова беше добар меч за мене. По Анџели Кербер одиме со она што посебно, ќе речеме, и не изненади на вчерашниот ден. Во првото коло останавме и без една од фаворитките или носителките Мугуруза. Доживеа елиминација, рана елиминација. Што Милутиновиќ има да каже за овој противник и дали можеби очекувавте подолг стаж на Вимбелдон од Мугуруза? Па очекував и се надевав дека ќе има подолг стаж, сепак е шампион на Вимбелдон од 2017 година. Од тогаш па натака не е таа Гарбин Мугуруза што се навикнавме да ја гледаме, многу падови во формата, али сепак играше против Хадат Маија, бразилка, која што беше квалификант, помина 3 кола квалификации. Очекував Мугуруза да победи, сепак бразилците не се познати по играње на тревна подлога. Мугуруза ни докажа дека знае да игра на оваа подлога со победата на Вимбелдон 2017. Доста рутински 6-4, 6-4, ако не се лажам, си победи во 2 сета. Многу изненаден, не знам што да очекувам понатака од Гарбин Мугуруза, не знам дали она сама знае што да очекува од себе си понатака, али секоја чест на Хадат Маија и се надевам и наредно коло нека си победи слободно ако може и нека си продолжи понатака. Така. Ќе го издвоиме и надпреварот на Марија Шарапова, бидејќи се појави после долги години на Вимбелдон, но во улога на неносител. Така. И уште во првото коло, да речеме, киксна, но поради проблеми со рамото кое е мачат уште од предходно, па иако имаше неизвесен надпревар против Пармениер, исто така 88 на 88-то место рангирана тенисерка, при 1-1 и 6-4 во првиот сет за Шарапова, потоа во тајбрейк 7-4 за Парментиер. При водство на Парментиерон 0-5 Шарапова одлучи да се повлече од турнирот. Така. Шарапова направи на почеток на годинава операција на тоа десно рамо, што ја мачи веќе долги години. Водеше сети 5-2. Така да, освен во тој момент, ако не почало да боли рамото, јас не гледам зашто би го предала мечот до крај. Кој веќе сте дошле до 5-0, мислам дека треба барем фер спортски да го доиграш мечот, па малтени да не го удриш топчето. И да само да стои. Така е, сепак не ја одзема и победата и борбеноста што ја покажа Парментиер. Али како и да е, си оди понатака, од Шарапова не знам што да очекувам, многу ретко се гледа Шарапова на терените во последниве неколку години, имаше и допинг скандал, нели се врати, сега операција на рамо. Па ја мислам дека следно што треба да очекуваме од неа е пензија. Па можеби тоа е тоа што очекуваме од неја, сепак она влезе и во други води, бизнис води, модна икона, натака навака, и можда тенисот не е упреден план, можеби тоа е показател зашто и рамото веќе не ја држи како што треба да ја држи, можеби физички не е спремна, но сепак тоа е само едно можеби, она ќе ни каже како се осеќа, се надевам. Ќе ја гледаме почесто, но не би знаел да кажам.
Така, но дека имаше лесен надпревар Парментиер не е спорно, но сега пак во втората рунда оди на Карлос Суарес Наваро. Така е. Тука сигурно нема да има моменти како што имаше во првата рунда со Шарапов. Сигурно нема да има. Карлос Суарес Наваро ќе сака да земе оваа прилика. Претпоставам дека очекувала Шарапова да ја биде противник во второ коло. Ја доби Парментиер. Парментиер сепак си победи, направи пресврт. И тука и расте и низината самодоверба, ќе биде одличен меч. Мислам Карлос Суарес Наваро дека ќе победи, сепак е борец, ни покажа у првото коло со победата против Стосур дека знае да игра и на оваа подлога. Искрено најавам за нејза. Да победи дале. Да видиме сега што Марија Шарапова имаше да и каже на публиката по овој надпревар по кој одлучи да се повлече или поради повреда на работа, можеби и ќе навести нешто овој надпревар, ова повлекување, па така предлагам во продолжение да слушнеме и Марија Шарапова. Повредите за жал се дел од мојата кариера и се справувам на свој начин со нив. Повредата на рамото ја имам одамна. Добро е што можам да играм мечеви и да ја третирам повредата на добар начин. Секако не е лесно да се носиш со таква повреда. И срекна сум што еве се доведов во толку добра состојба за да можам да настапам на Вимблдон. Срекна сум што сум тука, што мојот тим ме форсира да бидам на ова ниво каде што сум во моментов, но ете не можам да издржам до крај. Се обидов, но едноставно не можев. Дали е време за крај? Јас не сакам да заминам. Секој во овој тениски карван има своја улога. Секој си го наоѓа местото. Така, тоа беше посебно што вчера остави печаток на вториот ден од Вимблдон и заокружување на првата рунда. Одиме сега што не очекува денеска и што може да очекуваме и од фаворитките и од оние подоле рангираните тенисерки на третиот ден, впрочем и почеток на втората рунда кај дамите. Имаме пренос прв на 1 ТВ уште од 14 часот, значи за некои веќе и тенисерките верувам се подготвуваат на централниот терен. Моника Пуик од Порто и Каролина Плискова од Чешка. До сега 4 пати се сретнале овие две тенисерки во нивните кариери, но исто толку победи запиша фаворитката и на овој дуел Каролина Плискова. Како ќе биде сега во ова второ коло? Па петиот дуел мислам дека ќе донесе петата победа за Каролина Плискова. Фаворит заедно со Енджи Кербер, сигурно за тронот. Така. Во феноменална форма е. Не гледам кој оружје ги има Моника Пуик на располагање за да и парира на еден надпревар на Вимблдон на брза подлога како што е тревната подлога. Доста рутински. Мислам дека самата Плискова победи. не крие дека играњето на трева и е омилено, но сепак нејзиниот скор во моментов на овие услови е повеќе и од скромен. Така е. Не го покажува тоа што го кажува она до сега со резултати на тревна подлога, но не би ми занадало ако освои она годинешнава Вимблдон титула. Така. Покрај овој надпревар, веќе во денеска може исто така да очекуваме и од останатите двојки па да ги издвоиме кои би можеле веќе да ги гледаме во третата рунда. Мора да подсетиме дека Вимблдон веќе стартуваше, ги имаме и првите победи кај дамите во второто коло. Азаренка, тенисерката од Белорусија, оправда фаворитската улога во 2 сета. Веќе таа е во третото коло, исто така и Сакари, една од фаворитките си го продолжи престојот на Вимблдон. Денеска покрај Каролина Плискова, Симона Халеп исто така има надпревар, романска пресметка. Што може од Халеп да очекуваме, бидејќи она е една од фаворитките за овој престижен Гренслем? Па би ја ставил Халеп во тој, како да го наречам, втор шешир на фаворитки, затоа што сепак не верувам дека одговара до толку тревната подлога и мислам дека со Кербер и со Каролина Плискова, дека ни за нив денеска коментиравме, не би можела да издвојува победа, но сепак не можеме да го одземеме тоа дека е поранешен број 1 Гренслем шампион, дека ќе се бори до крај, ќе се бори, ќе сака да стигне што е можно подалеку. Се од неа зависи, но мислам дека
е како фаворит оценка, да ја наречам. Така, тука се и сензацијата, американската сензација Гоф, денеска има надпревар против Рибарикова. Колку Гоф може сега да по оној надпревар со Венус Вилијамс, колку оваа млада сензација ќе има сили за понатаму? Па се надевам дека направила рекавери, како што го викаме ние, после мечот со Венус Вилијамс, не толку физички рекавери, колку што емотивно беше исцрпена. Мислам дека не чувствувала таква емоција до сега во својот живот. Се надевам грешам, дај Боже секој ден да се осеќа така. Ако успеала да се врати на таа колку Гоф пред мечот со Венус Вилијамс, таа максимална концентрација да ја држи, ќе биде одличен меч, но и сигурно таа победа и кажува дека може да игра на вакви големи надпревари, дека може да очекува победа против Рибарикова, но сепак мора да видиме колку се кревки тие 15 години што ги има и да се надеваме дека ќе изигра на ниво како првиот надпревар. Така. Подсетувам денеска, значи за некоја минута треба да почнеме и со првиот денешен пренос кај дамите, Моника Пуик против фаворитката Каролина Плискова. Потоа од 15:30 очекуваме надпревар од машкиот дел од турнирот меѓу Кайл Едмунд и Фернандо Вердаско, а некаде доколку се биде според очекуваното и надпреварите не траат многу долго, веќе од 17:30 за очекување надпреварот меѓу бранителот на тронот Новак Ѓоковиќ и Денис Кудла. До крајот веруваме доколку надпреварите не траат многу и според нивното време трајање ќе имаме и четврт пренос, така предлагам во проложение и да ги видиме оние најинтересни моменти од вчера, најатрактивните поени кои ги имавме и на машкиот дел и на женскиот дел од турнирот, или се она што најинтересно се случуваше вчера, па ќе се вратиме и со завршен говор пред и официјално денеска да стартуваме со преносите.
Се враќаме назад, навистина прекрасен втор ден имавме на Вимбелдон, премногу атрактивни поени и она што најмногу го очекува публиката, тоа им го и пружат тенисерите моментално на неофицијалното светско првенство во тенис. Небојша, ќе те прашам тука колку, бидејќи вие сте еден подобар кај нас тениски тренер кој супер одлично ги познава тенисерите уште од раната возраст, тренирате и од 7 веројатно до 15 до 18 години како е. Ме интересира колку за вас како тренер и колку можете да го препознаете квалитетот на тенисерот и на детето, кога е најпожелно да се почне да се тренира тенис кај нас? Па на 5 годишна возраст е можеби најубаво да почне да игра тенис детето кога сака да игра тенис, со тоа што помеѓу 5 и 7 години повеќе се вежби за координација, да го осети рекетот во рака, да не му биде чудно кога ќе треба да игра повеќе тенис. Талентот се препознава веднаш. Значи, кога го фати рекечето, кога го удри топчето, се гледа дали има убав осет, дали со ноџињата се движи добро, дали е искоординирано детето. Но сепак мислам дека над 10 години веќе би требало, ако и детето би сакало нормално, да се размислува за нешто повеќе. До 10 години би било убаво да го гледаат тенисот како игра, да се забавуваат со таа игра, да им биде уживање да дојдат на тениски терен, да играат, да спортуваат, што е многу битно. За се понатака, самото дете ќе каже, некој дете може да почува надпреварувачки да игра и на 8 години, на 7 години, на некои деца се јавува тоа може и малце покасно, кога ќе се чувствува веќе по-сигурен во своите удари, повеќе ќе сака да изигра надпреварувачки тенис. Има доста деца што играат одличен тенис, но не сакаат да се надпреваруваат, едноставно играат за уживање, за рекреација, чисто да знаат да играат тенис. Генерално, колку сте задоволни вие од вашиот клуб за она што го пружите на децата и она што ви го враќаат како? Па ние сме презадоволни за почеток, за сепак сме уште, да кажам, млад клуб, но за тоа колку сме млад имаме повеќе од доволно членови, и тој број на членови расте секој дневно. Ние даваме на нашите тренинзи, за нашите деца, сигурно над 150% од нас, го очекуваме истото и од нив и го кажуваме дека го очекуваме тоа од нив. Некои го враќаат, некои не, но во главном го враќаат тоа децата кога ќе осетат дека навистина сакате да ги научите, дека навистина сте вклучени во таа нивна едукација, кога го осетат тој момент, мислам дека и они сакаат да го вратат на истиот начин, барем повеќето од децата. Мора да кажам дека не само деца, има и доста рекреативци што играат кај нас во клуб. Тенисот можда повеќе го играат рекреативци во моментот во нашата држава, но се надеваме тоа ќе биде малце сменето, ќе има повеќе деца. Како и да е, многу голема релаксација нуди овој спорт. Надворси, на отворено, со различни видови на луѓе играш, некои се поагресивни, некои се посмирени, сакаш ти да изиграш малце си како да кажам, со жар, можеш да удриш појако, се прилагодуваш самиот на себе. Некој може би сака да игра тимски спорт, каде што зависи од други. Јас, например, сум одбрал тенис затоа што се зависи од мене. Ако победам ради мене, ако изгубам ради мене. Истото така и кај децата, тоа се обидуваме да им го објасниме, знаат кога изгуба да речат рекетот не ми беше добар, топчето, теренот. Сепак мора прво да се тргне од самиот себе дека ти не си бил доволно добар, дека си можел подобро. Се надеваме се повеќе и повеќе деца ќе доаѓаат, се повеќе и повеќе деца играат. Сигурно ќе помине и вашето отворено, ќе помогне вашето отворено студио и вашиот пренос што ќе го имаме на македонска телевизија после долго време. Се надеваме ќе помогне и слободно секој што е заинтересиран може да дојде во нашиот клуб Мондано тенис клуб. Јас би сакал да искористам оваа прилика да си го поздравам мојот тим, нашиот тим во Мондано, Андреа, Виктор, Тамара и Петар. Се надевам ме гледаат и може да ме поздрават и они позади екраните. Секој што е заинтересиран треба да почне да игра тенис, треба да се релаксира и се надевам дека ќе ужива во тенисот. Така, останува и јас да ви се заблагодарам за вашето гостување. Денеска да ви посакам голем успех понатаму. Тенисот е навистина уживање, ние одиме со она уживање кој го пружи Вимбелдон, па така преди официјално да стартуваме со преносот кај дамите, одиме најпрво со надпреварот меѓу Станислав Вавринка и американецот Опелка, таму ве чека колегата веќе Дамјан Николовски е подготвен за овој пренос, па така предлагам тука да се одјавиме од отвореното студио и со слика да одиме од Лондон.